Наредниве минути во Македонија наутро фокусот го ставаме на тоа колку е важно да ја разбереме вредноста на парите, но и како треба да ги трошиме истите. Гостинка во студиото 3 на Македонската телевизија е Радка Целаковски од Асоциацијата за супервизија на осигурување. Добро утро и благодарам за позитивниот одговор за гостување во Македонија наутро. Добро утро, задоволство е секој пат да се учествува во вашата едукативно-информативна емисија. Пред се благодарам што го препознавате работењето на Агенцијата за супервизија на осигурување и што овој терминеве од емисијата го посветувате токму да зборуваме на една исклучително важна тема за граѓанството, а тоа е финансиската едукација и писменост. На кое што го ставате фокусот оваа недела, во глобалната недела на парите, реализирате кампања чие мото е клучно, се чини во нашиот однос кон парите. Важноста да ги планираме за да можеме да се обезбедиме иднина. Така, да. Значи, глобалната недела на парите, тоа е кампања која се организира на светско ниво, се вклучени повеќе од 176 земји. Бројот се зголемува од година во година, значи се препознава важноста на подигнување на свеста на граѓанството, пред се на младата популација, за важноста на финансиската писменост и едукација. Нашата земја исто така со години наназад е вклучена и веќе станува препознатлив бренд оваа глобална недела на пари во нашата земја. Значи се вклучени повеќе институции, освен финансиските регулатори, нели ние ги мотивираме и правните субјекти за кои што сме надлежни, исто така и невладините организации. Како што кажавте, да, многу е битно, значи да имаме финансиски едуцирано население, да се препознаваат ризиците со кои што подобро ќе се управува во иднина и ќе се обезбедува просперитет на самата индивидуа, а и прогрес во општеството. И какво е вашето искуство? Колку ние граѓаните сме финансиски писмени? Спроведени се повеќе мерења во нашата земја во 2018 и последно во 2019, значи тие се во релативно краток период направени, показателите се исти, затоа што се во краток период спроведени. Можам да кажам дека финансиската писменост се состои од финансиско знаење, три компоненти: знаење, однесување и ставови. Сега сите тие три компоненти носат различни вредности. Според методологијата на ОЕЦД, значи на Организацијата за економски развој, знаењето носи 7 поени, однесувањето носи 9 поени и ставовите носат 5 поени. Значи, акумулирано, ние имаме, измерено со таа методологија, 11,8 поени. Значи, споредено со земјите во регионот, може би е исто, но со групацијата на земјите, развиените земји Г20, тоа е, отстапуваме тука. Ако е во развиените земји оваа бројка 12,9, ние имаме 11,8 поени и ако гледаме во преку 100%, значи 56% имаме едуцирано население во нашата земја. Од тоа 56% едуцирано население, како стоиме генерацијски? Помладите или повозрастните сакаат да знаат повеќе за парите? Значи, согласно оваа методологија, мерењата се дека поедуцирано, да речеме, повеќе знаење имаат мажите наспроти жените. Добра. Помладото и повозрастното население наспроти средовечните. Добра. Значи, помало е знаењето на помладото и повозрастното наспроти средовечните, а во однос на, да речеме, на приходот, помалку знаење има населението кое што стварува помали приходи и населението кое што има пониско образование. И колку сите општествени чинители мора да функционираат како едно во насока на едукација, на финансиска едукација на граѓаните, имајќи предвид какво непредвидливо време живееме со економска криза која што не ја очекувавме, а во која што многу е важно да го планираме секој денар. Така, значи многу е битен тој координиран пристап на сите чинители. Јас ги спомена веќе финансиските регулатори, значи нашата улога како супервизори, да речеме, е огромна во промовирање на свесноста за финансиската едукација и писменост, затоа што финансиско писмено население ги подобрува и придонесува за подобрување и на финансискиот сектор во една земја, и влијае сето тоа на финансиската благосостојба и на поединците. Така да мора да се действува интегрирано. Финансиските регулатори заедно со правните субјекти кои што ги регулираат и со невладините
организации, граѓанскиот сектор. Финансиската писменост особено важна и при исклучување на осигурителни полиси. И за тоа сакам малку да продискутираме. Да. Финансиската писменост е важна и при исклучување на осигурителните полиси. Овие мерења што беа спроведени на финансиската, колку нашето население е писмено во земјава, покажа дека нашите граѓани имаат помалку познавање, да речеме, на осигурителните производи, отколку на оние класични финансиски производи, како што се кредити, штедни влогови, автомобилски кредити, хипотекарни кредити, така да на таа листа се осигурувањето и познавањето на осигурителните производи е на пониско ниво, така да ние како Агенција за супервизија на осигурување тука работиме интензивно и изминативе години и тоа е наша трајна заложба и во иднина треба многу да се работи, координирано секако со заштитата на паралелно со заштита на осигурениците и со финансиската инклузија, односно да овозможиме поголема пристапност на нашите граѓани во сегментот на осигурувањето. Многу е битно при купување на договор за осигурување, значи ние мораме да знаеме пред се што значи осигурувањето, нели, кои се придобивките од осигурувањето, каде може да се набави тоа осигурување, кои се ризиците, кои све ризици сакаме да ги тоа осигурување да ги покрие, дали сме доволно финансиски способни, нели, да отплаќаме во текот на тој додека ни важи тој договор за осигурување, каде може да побараме совети, корисни информации. Тука ќе се задржам. Добре. Агенцијата за супервизија на Асоциацијата за супервизија на осигурување ја препознаа граѓаните како еден од сегментите кои што се особено значајни при заштитата на нивните права и ви се обраќаат. На крајот некаде на 2022 анализиравме за тоа колку поплаки имавте во текот на минатата година. Ајде сега да видиме во овие 3 месеци од 2023. Не барам точно во бројки и статистики, но ги имали поплаките на граѓаните, ви се обраќаат, бараат ли помош и поддршка? Да, граѓаните бараат помош и поддршка и ние тука сме за нив. Со статистика не можам да интерпретирам, да, затоа што податоците се уште не се обработени. Ние, значи, како што кажав, тој пристап е, да речеме, од повеќе страни. Заштита на осигурениците, финансиска едукација и финансиска инклузија. Ако го разгледаме пазарот на осигурување, да видиме колкава е неговата развиеност преку два показатели, стапката на густина и стапката на пенетрација, ќе видиме дека тука има и tekako простор за работа и за развој на пазарот на осигурување. Значи, според стапката на пенетрација, која што изнесува 1,6%, и стапката на густина, која што изнесува 91 евро по глава на жител. Во споредба со земјите во регионот, значи, тука некаде сме, но во однос на просекот во Европа отстапуваме. Така да треба и tekako да се превземаат бројни активности со цел на тамошен развој, а развојот на пазарот ќе дојде преку подигнување на свеста на јавноста за придобивките од осигурувањето и за обезбедување на нивната финансиска иднина. Зашто најмногу бараат помош во овие 3 месеци од 2020? Значи, помош најмногу бараат, да речеме, и мерењата покажаа дека можеби се не ги разбираат одредбите од договорите. Може би има ситно напишан текст кој што тие не го воочиле, не го прочитале, а тука има, да речеме, некои клаузули кои што може да се изразат, да се одразат негативно во текот на договорот. Се жалат во однос на временските рокови на решавање на нивната представка, во однос на незадоволство од недостаток на обештетување, односно сумата која што им се дава кога ќе пријават штета. Во однос на бројот на денови незадоволни од тоа долго дека се постапува по нивната представка. И сите овие ставки кои што ги набројавте се важни како прашање да се отворат во моментот на склучување на полисата. Тоа е нешто што треба да се праша кога се склучува полиса? Што ни следува? Кога се склучува полиса, да, граѓаните треба да знаат на кој начин може да ги заштитат своите права и обврски, така, каде може да се обратат доколку не се задоволни од реализација на услугите. Понатаму треба да знаат
на кој начин се плаќаат премиите. Дали тоа ќе биде еднократна, дали ќе биде поделена на рати. Треба да се свесни дека мора да се финансиски способни, нели, за да си ги платат и своите обврски, зашто ако не ги реализираме обврските, не можеме да очекуваме, нели, и од другата страна да го реализира на некој начин и договорот, склучениот договор. И преку какви активности оваа недела ќе ги описменувате финансиски нашите граѓани? Активностите генерално, значи, ќе се спроведуваат онлайн. Ние имаме за тоа посебен едукативен портал, наменет токму за населението и за осигурениците. Особено во овој период додека трае глобалната недела на пари, интензивно пласираме информации, токму тоа да ги покренеме нивните права и уврски, да укажеме на тоа што треба да се чита во договорите, каде може да се пожала доколку не се задоволни од реализацијата на купените договори. И споминавте онлайн, едно од прашањата кое што се поставува многу често изминатиот период е колку ги користиме придобивките од дигитализацијата, па морам да прашам дали граѓаните знаат како да дојдат до информација онлайн и дали ги користат вашите услуги онлайн? Па споредено еве со претходните периоди, на почетокот да речеме не бевме толку задоволни колку имаме посетеност. Добре. Ние тоа го мериме преку анкети. Дури можеме да видиме и која е возраста на нашите посетители. Тоа исто така ни служи понатаму за да ги менуваме и нашите процеси, какви видови на информации да пласираме. Така да има подобрување и ќе работиме и понатаму за да уште повеќе има, нели, тој пристап да биде поголем. Еден од начините како да допре информацијата до гледачите е и преку јавното говорење и нас медиумите. Ние остануваме поддршка, се разбира, за сето она што го правите во периодот кој што следува, бидејќи сепак на крајот на денот се работи за нас и услугите кои што ние ги добиваме. Благодарам за гостувањето. Благодарам за поканата.